Благодарам, почитувам председателе. Значи, предлог законот за Академијата за наставници е на денешната седница прв од сетот закони, вкупно на број 7, со кој што владата на Република Македонија, заедно со Собранието, со Комисијата за образование, после долгорочна анализа на состојбите во македонското образование, одлучи да направи едни крупни реформски чекори со кои што би им излегле во пресред на сите оние сегменти кои што го сочинуваат образованието, почнувајќи од учениците, наставниот кадар, академската заедница. Фактички тоа се структурите кои што треба во иднина да придонесат со овие предлог законски решенија Македонија да стане извор на кадри кои што ќе можат да се справуваат со современите економски, медицински, социјални и секакви општествени текови. Пробавме да ги подобриме условите во образованието и длабоко сум убеден дека успеваме со тоа и им излегуваме во пресред на сите оние кои што мислеа конкретно со овој закон дека Република Македонија треба да донесе едно ново законско решение кој што според компаративните анализи од другите земји, како што е Словенија, Руманија, Србија, други останати земји, треба да се оформи една академија во која што, благодарение на која што би се подобрил квалитетот на оние наставници кои што во иднина би учествувале во образовниот процес. Тоа беше една фаленка која што беше забелешка од многу наставници, многу родители и конечно се собра храброст, следејќи ги, како што реков, компаративните анализи од другите земји, да оформи во оваа установа која што треба да служи за стручно усовршување на кандидатите кои што во иднина би учествувале во обуката за наставниците во јавните и приватните училишта. Во интерес на оние наставници кои што во иднина, на оние средношколци кои што во иднина би се насочиле својата дејност да извршуваат како наставници во основните и средните училишта, во јавните и во приватните училишта, би сакал накратко и покрај изменети дел од прифатените амандмани да ги изнесам кои се придобивките со основањето на оваа академија. Тоа ќе биде комплетно нов орган кој што ќе биде составен од 3 носечки столбови кои што треба да ја раководат оваа академија. Тоа се управниот одбор, директорот на академијата и програмскиот совет. Секој наставник во иднина кој што сака својата професија да ја продолжи како едукатор на учениците во основното и средно образование, треба да биде дел од оваа академија. Но тоа не е основниот услов да се стекнете со звањето наставник или професор, туку треба сите оние кои што ќе бидат посетители на оваа академија да имаат минимум просек 7 или 8 во зависност на науките кои што ќе ги предаваат. За оние кои што се од општествените науки просекот е повисок 8, а оние кои што се од математичките, од природно-математичките науки, просекот ќе биде 7. Бенефитите од академијата се тие што благодарение на засилената едукација која што во зависност од наставниците дали се во постојан работен однос или оние кои што треба во иднина да бидат наставници е конципирана и според бројот на месеците на едукација, е тоа што државата им гарантира на овие учесници во академијата дека ќе бидат во иднина вработени и се прави една програма 5 годишна од потребите според општинските, значи информации од локалните самуправи, колку наставници по кои предмети би биле потребни за да бидат дел од оваа академија. За оние невработени професори кои што ќе го завршат 4-тиот степен од образованието, државата се обврзува во текот на траењето на академијата во тие 12 месеци да ги на некој начин стипендира со целосна плата која што е во моментот како македонски просек на плата, значи. Тоа е една добра стимулативна мерка за сите оние кои што се определуваат да бидат наставници, но и за оние наставници кои што во моментов ја обавуваат таа професија, академијата ги отвора вратите со еден бенефит во иднина, значи, за тие наставници и професори кои што ќе ја поминат обуката во академијата, платата ќе им биде повисока за 3000 денари, како некое
стимулативно средство. За оние наставници кои што ќе се здобијат со лиценца, државата и локалните самоуправи се задолжуваат да им најдат вработување во рамките на нивните училишта, а за оние кои што и после третата година од истекувањето на лиценцата нема да бидат вработени, државата се зема обврска да им се исплаќа месечен надоместок од 80% од просечната македонска плата. Сакам да истакнам дека, според мене, носечки столб на оваа академија е управниот одбор, таа е кој што ја управува академијата и составен од 9 члена, и фактички управниот одбор го именува и разрешува директорот. Ги избира и конституира комисиите за приемен испит и комисиите за завршен испит, и утврда листата на предавачи и висината на уписнината. Државата се зема за обврска да го финансира, значи, оваа академија, трошоците за незиното функционирање и обврската за просторното сместување на оваа академија. Битна е функцијата на директорот на оваа академија, кој што директно учествува во работата на управниот одбор, поднесува предлог програма, управува со финансиските средства и со имотот на академијата. Им неговиот мандат е 3 години, додека мандатот на членовите на управниот одбор, во зависност од која институција ги назначува, е 3 или 4 години и имаат право на уште еден реизбор. Како трето тело кое што ги ја контролира работата на првите две е програмскиот совет. Тоа е стручно тело на академијата, составена од 9 члена кои што имаат поголема граница на мандат, односно 4 или 5 години. И на предлог на програмскиот совет, на јавен конкурс може да се ангажираат и надворешни стручни лица за изготвување на предлог програма за приемен и завршен испит, се со цел приемните и завршните испити да бидат од што е можно поголем квалитет. Оние кои што се носители на дејноста во академијата ќе бидат предавачите, според мене, значи едукаторите, кои што ќе ги извршуваат обуките и предавањата, практичната и теоретската настава на лицата кои што ќе бидат дел од оваа академија. И тие лица можат да бидат само оние наставници кои што во моментот на основањето на академијата имаат звање советник и звање ментор. Вработените во академијата имаат статус на административни службеници и за да може нормално да функционира, како што реков, оваа академија, владата на Република Македонија изделува дел од средствата од незиниот буџет. Оние кои што ќе бидат дел од оваа академија ќе се раководат според програмата за обука, а тоа е организирано стекнување и совршување на практичните и теоретските знаења и вештини потребни за независно, самостојно, стручно и ефикасно вршење на работата. Како што реков, да не дојде до преголем обем на членовите во академијата, за да можеме да ги запазиме барањата на локалните самоуправи за бројот на вработување на наставен кадар во перспектива, ќе бидат предвидени и квоти за упис, кои што ќе ги одобрува владата, земајќи го вкупниот број на слободни места на наставници. Тие квоти ќе се редефинираат на секои 5 години. Приемот на обуката е достапен за секој оној кој што ги исполнува условите и оној кој што ќе го положи приемниот испит. И задолжена е, значи, академијата овој конкурс за објавување на квотите да го објави најкасно до 30 септември со претходна согласност на владата. Се на се, мислам дека ова законско решение е поддржано буквално од сите вработени во професорската фела, бидејќи со тоа бенефитите ќе ги почувствуваат сите средношколци, сите оние кои што ќе се одлучат да бидат дел од наставниот процес во иднина, бидејќи со ова само се бориме и сигурен сум дека ќе успееме да направиме што е можно подобри и поквалитетни наставници кои што во иднина би креирале и подобри ученици. Ви благодарам.